Остри осуди и бројни реакции и критики по скандирањето на кошаркарскиот натпревар помеѓу Македонија и Романија кој се одржа во реновираната спортска сала во Куманово. Остра осуда за скандирањето имаше од премиерот Христијан Мицкоски, кој рече дека дошло од неколкумина. Искрен да бидам, додека бев таму воопшто и него не забележав. Тоа бидејќи стануваше збор за мала група луѓе, но исто така би сакал да искористам оваа прилика да се приклучам кон осудата на национализмот и ксенофобијата, најпрвин на таа што се случи за време на кошаркарскиот натпревар помеѓу Македонија и Романија, а потоа и да упатам порака до сите навивачки групи да навиваат спортски, да го бодрат својот тим и националниот тим на Македонија. Министерот за спорт Борко Ристовски посочи дека не реагирале затоа што скандирањата доаѓале од навивачи, а не клубови. Ние немаме апсолутно никаква ингеренција да реагираме кога доаѓа од навивачи. Меѓутоа, дека биде ова да упатаме еден апел дека во Македонија нема потреба од такви скандирања и од едната и од другата и од третата од било која страна и ние ќе работиме најнапред на едукација. Не изостанаа ниту партиските реакции и осуди по скандирањето во Куманово. Први се јавија интегративците кои побараа оставки од заменик министрите за внатрешни работи и за спорт. Од вреди им одговорија дека како никогаш досега институциите и политичките партии на власт едногласно ја осудуваат ксенофобијата во спортот. Од СДСМ апелираа до сите граѓани да останат разумни и да не подлегнуваат на провокации на насилен национализам кој намерно се активирал како што велат секогаш кога се приближуваат избори. Од владеачка ВМРО ДПМН пак осудија секако вид на националистички испади и говор на омраза и сметаат дека тие злоупотреби се во корист на структури кои водат политика на омраза. Осуда имаше и од општина Куманово, од каде велат дека на спортските терени нема и не смее да има место за ширење на национализам и меѓуетничка нетрпеливост. Поради критиките дека навивачите скандирале навредливи националистички пораки, обвинителството отвори постапка и обезбедува видеоснимки за откривање на сторителите. Основното јавно обвинителство Куманово постапува и до СВР Куманово издаде повеќе наредби и насоки за испитување елементи на кривично дело при скандирањата кои содржаа говор на омраза од засега непознати лица на кошаркарски натпревар меѓу репрезентациите на Македонија и Романија. Издадена е наредба и за обезбедување на снимките од видеонадзор со цел идентификација на евентуални сторители. Надпреварот од квалификациите за светското првенство во кошарка 2027 помеѓу Македонија и Романија се одигра на 2 август во спортската сала во Куманово. Македонската селекција беше поразена со 72-80.